беше у Скопје, кога се симиеше од авион. Абе, умрев од страв, мислев дека оставиле знаме, зелено знаме со полумесечина, бе, тамо дека закачиле. Се бара, жив или мртов. Типот кој што ги пишува говорите на Заев. Според него, Холокаустот е еврејска традиција. Што значи, Холокаустот традиционално се појавува кај евреји на секој 75 години како халеевата комета. Леле, која рипна овие бивши ветвитерџи, сега што се пиарџи у влада. Лапсус, 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 лапсус. Дечки бе, лапсус е ако наместо дај ми го твоето раче, кажеш дај ми го твоето маче. Али ова е од неукост. Човек што има здраво формално образование, значи, него му е боза да препознае разлика помеѓу австриско и литванско, белгиско и германско, српско и руско знаме, знае што е традиција, знае што е Холокаust. Ама на типчево изгледа да беше малце образувано, кој ќе го препрочитувал говорот, абе одма таа реченица ќе му извадеше очи, ќе речеше, чекај бе, што сум напишал ја овде? Абе, не може Холокаустов да е како и традиционално излетничко место на евреиве, како Саборов на Трубачи у Драгачево или Роштилијадава у Лесковац, бе. Тоа е символ на геноцидот врз нив. Али изгледа на типот у моментот земјата му била рамна плоча. Ќе кажете, луѓе сме, грешиме. Да, ако сгрешиш само еднаш се случува. Ама во вакви протоколарни политички ствари, ако сгрешиш во серија, значи дека си дибек. Ама еве, завршија изборите и сега ќе видите СДС кој ќе почне да гради ко ВМРО што градеше. Еве го сега у Тетово. Се гради нов театар од 45 милиони евра, еј. У Тетово. Знаете тамо дека у Тетово албанците еднаш у 3 години прават представа, која што се игра само на премиера пред 20 луѓе, пошто другиве се у околните кладилници, овие коцкарници и тамо можете да ги најдете. Али знаете што уште поголем проблем? Што не знам колку знаете, 70% тетовчани пијат загадена вода. И сега владама нормално, одговорна и реши да спроведе анкета на улиците на Тетово. Добар ден, дали знаете дека ќе се гради во Тетово театар од 45 милиони евра? Да бе, знаемо дека ќе се гради. Аха, знаете. А дали знаете дека пиете загадена вода? Да бе, тоа знаемо. Од жуто, од сабајле е жута, после тоа се менја у црвена. Аха, а како сте го забележале тоа? Па многу лесно, кад го мочам, од жуто иде према црвено. Аха, а каква е ноќе? Ноќе! Ноќе, каква е ноќе? Ноќе е вала добра е ноќе. Ноќе свети. Кој свети водата од чешма? Јок бе море! Кад идам на ВЦ, не мора да палим светло, само мочам и све се види. Кад га тресем, као джингл бел, светоат звездички по таван. Аха, господине, а дали знаете дека во Тетово ќе се гради тој театар од 45 милиони евра, вие понатаму ќе пиете загадена вода? Па што бе море? Треба да има театар, треба децата да има каде да се играат, да има тобогани, да пливаат, да јадат бурек, јогурт, да има слјаткара, пицерија. Добро, господине, се ето окей, ама водовод, господине, чиста вода. Што ме куропецаш, бе, ти цело? Бе, што ме куропецаш ти мене цело време, бе? Па што знае дете што е водовод? Ако е жено, ќе му купиш сок. Овие па Агенција за електронски комуникации фукнале 24.000 евра за пенкалца со циркони да им поделат на вработениве. Сергеј им кажал да ги купат. Тоа било сега многу модерно, ма не кенка да будем. И против уроци било исто така. Еј бе, шо е следно? Шо ќе купуваат следно? Не се сери Hello Kitty за пенкалца и ранци Frozen. Замисли она супер сабајле, си играш X0 или јам со колешките на работи, пенкалцевот цело време ти свети. Весела географија не верувам дека игра, тоа на соодветна буква да погодиш име на град, село, држава,
планина, затоа што вработените во тие институции државни, 90% се функционално неписмени. Географија знаат само од овие понудиве на туристичкиве агенции за зимување и летување. Или од билтениве на кладилнициве. Знаеш кај е Колчестер? Дави у англиска 4-та лига. Толку бе, доволно бе, нема потреба. 24.000 евра. Зошто бе? Изгледа кога си неписмен и кој ти е мрак у глава. Секогаш бараш нешто да ти светка за да ти биде поинтересна работа. И што е со непотизмов бе, луѓе?